уметноста не обликува како луѓе, брат. У смисла, кога ти било најтешко, брат, ја лично за себе ќе кажам дека животот ми го има спасено музиката, брат, у смисла. Значи ставам слушалки, Kid Cudi, и Kid Cudi ми бил како постар, брат, како тука, јас сум го замислил како вака ми имам прегрната ми кажа, let's go home, хајде како. Зборевме преска со вас двајца зборевме за музика во Македонија, ја спомнавме Дупер и го спомнаа девојчето што го нападна Мартина. И затоа што они ја знаат подобро, поготово Олег. Спомнаа дека многу во јавност излегле многу лоши вести од тие другите двајца што се од Дупер, дека Мартина била лоша, дека не се соработувала со некој, не знам си што. А тие што ја познаваат подобро Мартина знаат дека она е срце човек и дека тако нешто некој се случило, дека сосема друг проблем. Значи, ќе кажам, според мене, Мартина е вториот најдобар бумјар во Балканот, првиот си да знаеме кај гара. Вториот би бил Мартина. Затоа што Мартина има Ова е многу голем комплимент. предобар бумјар. Мартина е предобар како Ја бумјар. не ја познавам многу, ама девојката има грув, брат. Има Како пасија, брат, а тоа што се деси со Дупер, не знам излезе нешто зборјак. Многу смешно. Брат, што и да е, не е убаво од нив двајца да излагаат по 650 медиуми, да откај се... Да, ме збориме Не за сакам уметност, не за коментирам, трачари. Не трчари, не е убаво, брат. Не сакам да коментирам за тоа, но сакам да зборам за уметноста, например. И еве како бумјар што е повеќе само... Си бенд, брат? Не, си свирам онака, Аха, со така. другари си свирам Така, од време на време. Ама имаме и друштво што свират у бендови, Хесус, Манда компанија и други бендови. Хесус ново ако има имаме, брат. Хесус. Марко, имаме подкаст претходниот пат. Да? Да, на Екјот парк. Единствено. Спомени киња таму во А нас. чека, беше у паркот, Тоа е снимавме стига. тоа што има? Не беше, требаше да... Аха, Не така. без дивен. Така. Ако идеш у парк, мора кај него првен да застанеш. Да, така е. Горано Костур беше, брат. Пред 10 години, 15. Да. Ко покемон топка, го гледаш Костур тука, идеш и го гледаш и таму, и викаш и дупликата нима направена. Поздрав за Костур, да е жив и здрав. Добар лик да За е. кого, за Хесус? Не, за Костур. А не го знам. За тие старите што ти ги зборам. А, не го знам тоа. Ја го Не, знам. Марко на Делбота. времето ние кога седевме у парк, Ние сме биле пред мене, сме ништо не 2 години знаеме. пред тебе. 2 години пред мене. Ај тебе те знам од парк, брат, мислам дека од порано, ама не е битно. Може. Лавава, да. За уметност. Да се навратиме на уметноста. Ми се чини, еве, за тоа што спомна преска рајот нели уметност. Ќе се навратам пак сега малце на филозофијата, простете ако не го сакате тоа да го Не, збори. Хегел и за историјата, например, дали има историја после Хегел? Тоа е едно од главните филозофски мисли што нема да набавам го нејзе, единствено спомнувам затоа што можам да направам поврзаност таа смртна историја со смртна уметност. Односно, сега на кратко ќе кажам, Хегел верува дека има прегид на три работи: религија, религија, филозофија, религија, уметност. Сега се кажува дали ќе има нешто после уметноста, дали ќе следува нешто после тоа, зашто ако мислат иде од филозофија, античка Грција, во религија, што е нели средновековието, во уметност, што е ренесансата, што следува после тоа? Каде иде мислата после тоа? Вау, многу кул, брат. Ми се чини- Мислам дека иде у микс, брат. И У тоа- сите Чекај, три, чекај, брат. чекај, Тоа е го кажеш, да. Тоа е тој микс. Тоа е тој рајот уметност. Бенкси. Што е Бенкси? Дали е уметник или е активист? Или бизнисмен. Или тоа? Значи, он е сите три. Сите три. Он е одличен уметник. Значи, сите кога ќе видат делата на Бенкси, аха, ова е Бенкси, ова е предобро. Он е револуционер на некој начин, затоа што со своите дела кажува политички мисли, своето политичко стоење го кажува. Тој е бизнисмен што знае како да се продаде. Што ретко кој уметник знае Знае како да го а направи. има предобри уметници и кога сме кај музиката и младите. Кога ќе ме прашаат сега мене каква музика слушаш, ти кажам брат таква со 200-300 views. Пошто има брат предобри млади уметници, музичари брат. Не знам, Димитра, Југо Бебе, Авелина сте ги слушале? Не. Брат Авелина, Ја слушам го брат мора ги слушнете брат. Сведок Во ми е. смисла, Авелина прават шамано, етно, фолк музика брат. Има брат 2000 views на YouTube брат. Сведок ми е, бендовите што ги слушам, имаат
толку мала група на луѓе што ги следат, тоа се нивните фамилии и јас, значи сведок ми. И мачката што гаражите Да. Имам приметено дека што помал бенд, што постар бенд, а помал бенд, толку подобар. Тоа ми се чини дека е затоа што како и да времево се повеќе и повеќе се тера на комерцијализација на музиката, на уметноста во главно. И е тој шаблон што го спомна претходно Макдоналдс бургеричниот музика што кажа. Можеме да го искористиме, брат. Ја верувам дека можеш да имаш и добра, без разлика каков тип на уметност да правиш. Не е лошо да си го маркетираш тоа што... Зависи што сакаш да постигнеш, брат. Ја имам другар кој им прави премногу добра музика, си ги става само на SoundCloud, брат, и не се замара, брат. Он си е задоволен, си има други работи што си ги брка музиката, вика кој ќе ја најде, во ред. Има други сака да ги чујат, брат, и се обидуваат, прават обид. Да. Значи пак на крајот од денот е, ако уметникот е среќен со тоа, Ама тоа ми е поентата што тие таквите како твојот пријател, нели, кој што ја остава музиката кој ќе слушне, ја прави музиката со љубов, затоа што сака да ја направи. Другите ја прават со друг вид на љубов. Не ја прават со љубов према музиката, не ја прават со љубов према парите. Затоа што ако тебе цел ти е да станеш познат, цел ти се парите, не ти е музиката. Секој сака да биде среќен и да успее во животот, затоа што само лудак не сака. што и успех е кој дефинира што е успех. И родителите се тука што Но Сите имаме различна дефиниција за успех. Статистиката кажува дека на прашање кај студенти што се нели скрос одлични Да. или со речиси скрос одлични, прашањето што те прави среќен е да добијам 10-ка. Прашањето што те прави да си под стрес е 10-ка. Значи, колку е само себе контрадикторно си. Идеолошки, Жижо вика. Да. Идеологијата контрадикторно се ваде. Да, баш. повосно Не, сум. Многу е жално за тај трет особа што гледа надвор, што гледа што има постигнато на листа таа особа, среќите не се гледа. Ако може да гледаш насоска, може што е да го направиш. Среќите не се гледа. Ако немаш бар старите што се потребни во што се такова, работа што плаќа добра, фамилија со жена и деца се изгледаш одреден тип, да се облекуваш одреден тип, тоа е таа екстрема. Клошар, среќен си, среќен клошар си, ама клошар си. И тоа е што се кој што живее. Гледај се што се случува. Среќата Моментално. не е доволно мотиватор за да се ослободи некој. И тоа е жално, среќата не е доволно мотиватор некој да се ослободи, да биде што сака. Уште пожелно случува луѓе што имат достигната оваа слобода, што си имат оформено, што си изгубили себе си баш дел. Да. Среќата не е било доволно да ги мотивира да бидат себе си.